Дошлив студен и ветровит пролетен ден, 2023 лето Господово. Се наоѓаме на полупустинските падини на планината Гареа во регионот Кахети во источна Грузија. Се назираат контурите на грузискиот православен манастирски комплекс кој е изглавен во Карпи и познат низ целиот свет по неговиот основач, тој е Давид Гареджиски, кој што и името Гареджиски го добива по планината Гареа. Ова дошливо пролетно студенило не ме спречува да уживаме во убавата гледка на природата, која го простерала својот зелен тепих од ниска трева околу себе, пол со ситни розови цвеќиња. Но во нас гори љубопитноста и išчекувањето да доживееме приказната за Давид Гареджиски или поточно за Гареджиската лавра. Негде сретнав дека Давид од Гареджи во превод значи Давид кој седи надвор. Тој бил Ахорит, пустински татко, чудотворец и еден од 13 асирски апостоли, роден во Византиската империја, а починува во кралството Иберија. Давид бил ученик на Јован Зедазенски, го основа манастирот на Давид Гареджиски со своите ученици Додо и Лукијан. Пред да започнам да раскажам малку за самата Грузија и за православието во Грузија, би напоменала дека житието на Светиот Отец Давид Гареджиски е составена во еден од грузиските манастири на Света Гора во кругот на учениците на Евтими Иверски. Грузиците се православен народ. Христијанството го примаат уште во 4 век, значи скоро 7 века пред славените. Нивна заштитничка е Света равноапостолна Нина, просветителка на Грузија. По преданието во древна Иверија, денешна Грузија, се смета дека дошле апостол Андре првоповикан и Симон Кананит. Иначе после Ерменија, Грузија е втора земја која православието го прогласува за званична религија. Денес во Грузија има повеќе од 800 отворени цркви и манастири, и повеќето манастири се од раниот среден век. Комплексов склучува стотици келии, цркви, капели, трпезари и дневни соби врежани во Карпите. Да повторам дека Свети Давид Гареджиски живее аскетски живот, а неговите ученици Додо и Луцијан го продолжиле својот пат градејќи други манастири. Давид останал во својата пештера, која понатаму во неа околу неа гради уште многу простори, цркви, келии и од пештера создал голема лавра во која заживеел монашкиот живот. Во 9 век манастирот доживува нов развој под водство на грузискиот светител Иларион, а својот врв го достигнува во текот на 11-13 век, кога биле изградени многу манастири. Секако следи период кога манастирот на Давид Гареджија доживува многу уништување, но повторно се возобновувал. После ослободување од советската окупација, полека го враќа своето значење и денес Давид Гареа е добро сочуван и представува одличен потсетник за длабоката историја на регионот. Секако денес манастирскиот комплекс Давид е еден од најзначајните верски и културни центри на Грузија. Мора да потенцирам дека пештерските комплекси се познати низ целиот свет по својата оригиналност и реткост.
Нивните зидни слики се изворедни и оригинални. Тој денес останува активен и е место за туризам и за поклонение. Мора да потврдам дека се она што за краток временски период можевме да го видиме, доживееме, почувствуваме, да го допреме и да го примиме во срцето, потврди во нашата свес и совес дека апостолската мисија на 13 асирски отци не била залудна, напротив, тие со една апостолска ревност ја зацврстиле верата Христова во Грузија и во грузискиот народ. Основале многу манастири, оставиле многу ученици зад себе. Свети Давид Гареджиски починува во втората половина на 6 век и моментално се наоѓаме во храмот каде се наоѓа неговиот гроб. Додека поклониците се поклонуваат и молат на неговиот вечен дом, јас бих споменала дека во 9 век, во времето на игуманот Иларион, и по негова иницијатива гробницата на Свети Давид тој ја претворил во место за јавно богослужение. А во 2000 година, со благослов на патриархот на цела Грузија, Илија II, гробницата е отворена, гробното место е исчистено, а археолошките наоди ја покажале релевантноста и точноста на пишаните извори. Додека тече поклонението и помазанието од маслото, од кандилото, кое што гори над неговиот гроб, од рацете на отец Спиридон, јас би раскажала за историјата за каменот. Во старост, Давид решил да ја посети Светата земја со неколку ученици, а манастирот го оставил на грижа на старешините Луцијан и Додо и тргнал на своето патување. Кога стигнал до еден рид што гледал над Ерусалим, Давид заплакал и рекол: како можам јас со моите грешни нозе да се осмелам да ги следам стапките на Божиот човек. Затоа им рекол на своите ученици дека тие, како подостојни, треба да одат и да се поклонуваат на светите работи. А тој земал 3 камења и стргнал да се врати во Грузија. Но Господ не дозволил таква смиреност да биде скриена од светот. И ангел му се јавил на патриархот на Ерусалим Илија и му рекол веднаш да прати луѓе по старецот што се враќа во Сирија, дека тој има 3 камења и во нив со себе ја зел целата благодат на Светата земја. Еден камен дозволил за благослов да го понесе, а 2 наредил да бидат вратени во Ерусалим. И патриархот веднаш праќа луѓе, посочувајќи дека тој старец е ава Давид од Гареа. Стасувајќи во старецот Давид, му ги земаат 2 камења, но го пуштиле да си оди со едниот камен. Тој камен се чува до ден денес и има чудотворна лековита моќ.
И некој денес тој се чува во катедралата Самаба во Тбилиси, секогаш се враќа назад во манастирот кога е потребно. Делува како приказна, но приказната е вистината и тој камен постои. Имавме чест и задоволство да се сретнеме со игуменот на манастирот, да примеме благослов од него. Задоволството беше взаемно, а размената на символичните дарови, поздрав од браќата во Македонија, беше со благодарност примена. Возвратно, тој ни овозможи да се поклониме на дело од мошти од 6000 обиени монаси од персиците во минатото. Правеле азбуката, отецот Иларион кој што живеел тука му помагал. Иларион Грузински. Ви благодариме за гостопримството. Thank you for hospitality. Благодариме за пречекот. There is a Macedonian wine. Temjanik is from Temjan. From the Wine. Thank you very much. and Byzantic singing from woman. Yes. We have some Lipsanov Agios Martinus. Do you want to worship him? Okay. Пред нас се дел од светите мошти на 6000 монаси кои биле убиени од страна на персијанците. Во тој период опустеле манастирите, но времето си го прави своето со Божиот благослов, монашкиот живот во Давидовата лавра и пошироко повторно заживел. Чувството дека сме под благословот на минатото, во кој и до ден денес и за навек живее духот на силно молитвено монаштво, духот и благословот на светиот Давид Гарија, преточен од допирот на неговиот гроб до секој предмет во храмот, од помазанието со маслото од кандилото кој гори над неговиот гроб, преку раката на Божиот слуга, нашиот отец архимандрит Спиридон, од поклонението пред светите мошти, дел од светите мошти од 6000 монаси кои биле убиени, од поучните слова на братот Драги, дипломиран теолог, и секако од поучните слова и на нашиот грузиски водич, братот Вадхан. Душата ни воскликна од преполнетата чаша од која пиевме. И дај Боже секому да биде за здравие и спасение, по молитвите и застапништвото на Свети Давид Гарија, на монасите чиј дух живее во манастирот, Господ да ги прими сите молитви на поклониците од Македонија. Голема благодарност до Бога и до сите грузиски светители за благослова да дојдеме во православна Грузија, да стапнеме, да се поклониме на сите свети места, од кои секако значајно место во нашите очекувања беше ова Божјо чудо, создадено од Бога и придодадено низ историјата од монашкиот подвиг на илјадници монаси и монашки заедници. Почнувајќи од светата равноапостолна Нина, просветителка на цела Грузија, 13 асирски свети отци и бројни светители. Благодарност и до нашиот водич, братот Вадхан, со кој создадовме длабоко пријателство, поради ревноста, љубовта со која водеше нашата група, споделувајќи ги нашите радости од секој поклонение. Длабока благодарност до благословите на нашите духовни отци од Македонија, кои со нивните молитви го постигнаа
патот по кој одевме. Слава ти, Господи! Напуштајќи по манастирскиот комплекс на Давид Гареја, ние знаевме дека примивме духовно бесценет камен од бисерите на грузиското православие.